Велат дека кога го правите она што го сакате, сте го поставиле камен темелникот на вашиот живот. Писмото не го објавувам. Сите тие зборови ме погодија во срце. А најмногу тоа дека веќе сте оздравена и дека веќе немате потреба од перика. Ви благодарам за секој убав збор. А ова, дека ве потсетувам на ангел, ми значи премногу. Благодарам од срце. Ова е една од последните објави на личноста која што ја поканив да биде наша денешна гостинка. Личност за која што кога првпат дознав не ми се веруваше дека постои. Да, таа е една од ретките, раритет во нашето општество. Единствениот човек во државата која што прави перики од природно влакно и не само што го прави тоа, туку ги донира. Ги дава бесплатно на пациентите, на онколошките пациенти, а од неодамна, односно овој месец, подари 7 перики на девојки кои што беа погодени од пожарот во Кочани. Таа е ангел, таа е хуманитарец. Ни доаѓа директно од Кавадарци. Сашка Кузманова, добре ни дојдовте. Добро ве најдов, благодарам за поканата. Задоволство е што ве имаме овде, задоволство е да зборуваме со вас, еден човек кој што навистина прави промени во нашето општество и како што можам да заклучам, не се поместиле многу нештата и од изминативе години од како го започнавте оваа хумана мисија. За вас месец јули има некое посебно значење, можам тоа да го заклучам, нели? Ќе ви честитам за 4 годишното постоење на Infinity Life КС. Тоа е вашата хуманитарна мисија која што ја правите неуморно. А воедно пред неколку дена, односно точно на Петровден, подаривте 7 перики на девојки погодени од пожарот во Кочани. Како поминавте на Петровден? Како изгледаше посетата во Кочани? Како изгледаше тој ден за вас? Па вака, јас значи уште кога почна да ги правам периките, првично требаше да бидат подарени неколку дена пред Петровден, но во договор значи со флизерката која што соработувам од таму, кажано дека Петровден е ден на Кочани. Тие слават слава, значи 3-дневна слава. Јас затоа одлучив да појдеме нели на Петровден. Градот моментално значи е замрен. После трагедијата, значи буквално се зборува на секоја можна маса, со секој човек кој што застанав за трагедијата, за жал, но чувството беше неописливо за мене. Како девојките доаѓа, да, бевме значи во флизерското студио. Првично првите 3 перики беа подарени таму. Првата девојка која што дојде, значи беше воодушевена, првично не се веруваше, пошто периките беа првично договорени до карамениците, но отпосле значи јас на нивно изненадување малку подолги ги направив. Такви му биле и претходно нели косите. Сакајќи да ги израдуваме и навистина доведовме до тоа, значи стварно значи девојката почне плаче. Првата девојка беше таа, второто и третото девојче не дојдоа поради тоа што имаат тешки изгореници, не смеат нели на топлото да излегуваат, а другите перики јас лично ги носев по дома. И како изгледаат тие средби со овие? Секоја средба беше значи различна. Значи секоја девојка значи со нејзина различна нели приказна, ми раскажува како што се случило, значи колку се тие тргнати на страна, не сакаат да излегуваат заради тоа што нели немаат коса, но сега значи јас што кажувам, значи нели надежта последно умира. Со периката им дадов на некој си начин живот. Едната веќе искочи со мене, излеговме надвор, да, бевме на кафе, така да значи мислам дека тоа е голем напредок за мене. Апсолутно сте внеле однова живот во нивните срца. Се работи за, нема да откриваме идентитети за ниту еден пациент, но се работи за млади девојчиња, така? Да, се... да, 7 девојки од 16 до 22 годишна возраст. Да, ви предпоставувам зборуваат со вас, ви споделија нешто, како се чувствуваат тие деновиве? Може ли да ни кажете како ги поминуваат овие денови? Дали полека некако закрепнуваат од трагедијата? Па вака, значи, тие се уште се во шок. Разговарајќи со секоја поединечно, не знаат се уште, значи, до тој степен што се уште што му се случува на некој си начин. Разговараат и со психолози, се извинувам, но моментално, значи, во главата му е се уште тоа, значи, повлечени во себе, но полека значи ќе почнат да излегуваат, 4 од нив со многу тешки изгореници, освен на главата, никогаш нема да имаат коса, за жал, но тука сме, ќе се најдеме, значи се најдов веќе, ќе работиме на тоа, значи ќе ми дојдат за Гроздобер во Кавадарци, се договоривме, ќе искочиме заедно, така да значи полека се надевам дека ќе почнат со живот, пошто животот мора да продолжи. Сепак значи тие останале живи, благодарени на Бога треба да бидат, тоа им го кажав, значи треба да бидат благодарени на Бога што се живи и здрави, се ќе помине.
Да, секој помине и мора да се продолжи да се живее. Трагедијата ќе ни остане за секогаш на секој од нас во нашите сеќавања. Има ли и други луѓе кои што беа погодени од пожарот на кои што им се потребни коси? Дали можеби ќе правите и дали правите можеби изработувате за нови личности или толку заврши потребата од ова? После донирањето на овие 7 перики ми се јавија уште двајца родители на 2 девојки за нив за перика. Моментално се договоривме, пошто и тие има тешки изгореници, првен изгорениците нели мора малце од малце значи да попоминат, врз основ на тоа после тоа јас кидам ќе земам мерки и па после тоа ќе се договориме за изработка. Тоа ќе биде негде од 15 септември да почнам да ги изработувам тие 2 перики, али од прилика негде значи до кај 15 октомври ќе ги имаат. И сега, Сашка, ова, слушајќи ве вака, а знаејќи колку макотрпна работа е изработката на една перика, верувам дека би било навистина многу тешко да изработите 7 перики. Сте си дале себе си огромен предизвик. Дополнително предпоставувам собирањето на коса, значи затоа што вас ви треба многу материјал за да може да изработите една перика. За кратко време, можам да заклучам дека навистина за кратко време сте успеале 7 перики да изработите. Како изгледаше овој процес? Како си го поставивте? Зошто си го поставивте овој предизвик себе си? Па вака, значи јас нели како хуманитарец донирав на онколошки пациенти и све. Кога ми исконтактира флизерката од Кочани, сакавме првично беше со замисла како да ги изредуваме тие девојки. Значи не знаејќи што точно се случило, поради тоа што кај нас значи не беше се кажано, значи што се случило, како се случило, од кога ги видов, значи разговарав со девојките, заклучивме дека најмногу нешто што може да ги изредуваме, нешто што дефинитивно може да им даде сила нели надежда да продолжат се перики, да имаат коса нели повторно. Тоа ми беше некој си мотив за да продолжам натака, значи да изработиме перики, да ги изредуваме девојките. Сега да, како што кажавте, значи требаат материјали, но не е само коса. Периката не се состои само од коса. Периката, значи коса за како коса имаме предоволно. Моментално значи имам на залиха премногу коса. Коса ми донираат од фризерски салони од цела Македонија, значи надвор од Македонија фризерски салони, многу физички лица. Индивидуалци, да. Точно. Но другите останатите материјали јас кои што ми беа потребни за овие 7 перики јас ги немав. Јас лично ги донирав значи моите плати. У нас значи за 4 плати, 4 месечни плати, за да можам да купам материјали за да ги изработам овие 7 перики. А кои се тие други материјали? Што друго се состои една перика? Што се друго ви е потребно вам? Капа, мрежа и конец. Само толку? Да, тие се едноставни работи. Турција и Италија, да, тие се премногу скапи поради тоа што да. Добро, тоа ми беше прашање. Се скапи, но сепак значи за да се изработи една перика кај нас, значи за да се купи една перика моментално, значи од природно влакно кошта од 500 евра до 1500 евра. Сега значи да се изработи една, значи да се купат тие материјали кошта многу пониско. Али јас немав никаква поддршка значи од било која од фирмите во Македонија каде што се обратив, значи никој сите ми затворија врата. Зошто велам само толку? Велам само толку за одредени компании, за државата кои што можат да ви помогнат и да ве поддржат. За вас сигурно представува тоа голем трошок сега од сопствениот џеп да вадите пари за да финансирате, тоа го правите со огромна љубов, затоа што тоа ве прави среќна и можам комотно да кажам дека вие вашата единствена придобивка е задоволството дека некому сте предизвикале насмевка, дека сте предизвикале среќа. Во сиве овие години, затоа што многумина слушнавме за вас, никој досега не се понуди да ви помогне, да застане некоја компанија, државата, не ве забележуваат. На почетокот кога почнав, значи некој имав поддршка од неколку компании, но тоа беа значи за 20 на перики. Јас имам подарено 114 перики. Значи се, да не кажам, финансирано од мој сопствен џеп. Да. Праќам мејлови, значи секојдневна комуникација со многу компании се, никој не сака значи да помогне во тој дел. Спонзорство, значи врз основ на спонзорство. Ви одговара? Никој го игнорираат вашиот мејл? Да, добив значи чак и од една компанија повратен одговор, значи мејл, доколку сакате дојдете, значи ќе пиеме кафе, али за ваква работа ве молам, значи ние немаме одвишок пари. Добро, не го разбираат проблемот, не можам да разберам. А државата сте се обиделе да стапите во контакт со властите да ви помогнат министерството? На почетокот да, кога почнав да, но од после се откажав. Заради икс одредени причини, значи се откажав.
и од таму се неми и глуви за целава ситуација. Дополнително фасцинирана сум од тоа што сте се уште единствената. Добро, не се јави некој човек за да ви помогне, не се јавија луѓе хуманитарци да ви помогнат во процесот на работата, барем тоа. На почетокот имав неколку девојки кои што изработуваа, но секој сака да го платиш. Сепак, хуманитарството е една работа, ако сакаш ти да работиш нешто, ќе работиш без пари. Нели? Да. Насмевката на некој кога ќе се насмее, кога ќе видите, тоа е нешто непроценливо. Тоа нема цена. Не може да се купи со ниту една, не знам, нема тоа цена, дефинитивно. Али отом потом, додека имав можност, јас нив ги плаќав, отпосле се откажа, јас остана сосем сама. Сашка, вие работите нешто, така? Да. Сепак имате некаква... Да, плюс 2 работи работам. Работите плюс... Како наоѓате време да ги изработите? Јас си знам. Навистина сте ангел. Не случајно така ви испратиле писмо дека сте ангел и често ве нарекуваат така. Како се чувствувате со тоа што сте на еден редок хуманитарец, раритет во нашето општество? Какво е вашето чувство? Свесни сте за тоа што го правите, толку голема работа што правите? Јас сум свесна, навечер претежно, кога ќе легнам, преку ден, обврски секојдневно, претежно навечер ги правам тие перики, навечер кога ќе легнам, кога ќе замислам, дека заради мене некој ќе се насмее, дека некој ќе излезе од дома, дека некој, ќе му дадам, ќе му продолжам животот, тоа е за мене нешто непроценливо, тоа ми дава многу огромен мотив, многу голема сила, за да продолжам понатака. И никогаш не сте се... Да, просто да. Ништо, продолжам. Велам, никогаш не сте си рекле, па не можам веќе, не можам да издржам, немам сила, не можам, се борам, вие на некој начин и физички, но и психички се борите за да соберете, за да успеете, да постигнете, па сигурно ги чекаат тие перики, па и рок, па и... Да. Има моменти на кога би сакала да се откажам, но навечер пак ќе го кажам тоа, кога ќе ми дојде таа мисла дека стварно некој чека, зависи од мене, некој треба да се насмее заради мене, тоа ми е стварно мотив, и продолжувам понатака. Тие 15 минути, кризни, кога ќе речам, од денес веќе не работам со перики, не изработувам перики, зошто, јас, не сум будала за да изработувам перики и такви работи, али на крај, пак не можам, да. Што би се рекло за без пари, не секој сака да работи бесплатно. Имате некоја надеж длабоко во себе дека ќе се јави некој друг ангел, некоја самовила и ќе се вклучи во приказната? Надеж што последно умира, така секој пат си велам, али ќе видиме, дај Боже. Како почнува приказната? Зошто? Кој? Кој? Кога? Каков беше тој момент кога вие се одлучивте? Не сте фризерка, колку што знам. Што е тоа? Што или кој ве мотивираше да ја почнете оваа хуманитарна приказна? Јас по професија сум професор по англиски јазик. Немав допирни точки ни со коса, ни со фарбање, ни со шишање, ни со ништо. На почетокот кога почнав комуникација со многу мои блиски роднини, пријатели, кои што се заболени од карцином, пресудно беше една девојка од Кавадарци која што нема можност да си за да купат перика, кога прашав колку пари е таа перика, кога ми кажаа цена, јас останав во шок. Почнав да пребарувам на интернет. Како можам да му помогнам на луѓето за да не плаќаат толку, знаеме терапиите колку се скапи, зошто да даваат дополнителен трошок за перика, а таа перика може да ги направи пресрекни. Почнав да контактирам со многу фирми, со многу компании надвор од Македонија кои што изработуваат перики, не добив никаков одговор, се додека еден ден навечер беше женичка од Австралија ме исконтактира, таа ми помогна за да фактички таа македонка, на 14,5 години нејзини се преселени во Австралија, таа изработувала перики таму, имала фризерски салон, да, и она ме научи. А вие имавте јавно споделено некаде дека некој сакате да ве научи? Да, имав и споделено, контактирав фризерски салони во Македонија, но во Македонија сите беа зачудени, како тоа во Македонија ништо такво не постои. И стварно кога дојдов во контакт, интернет навака натака во Македонија нема таква гранка. И почнав да пребарувам, Бугарија, Србија, првено околните држави, па после натака, се до моментот кога не ме контактира господја Марика. А нели може тоа, таа е фризерка велите таму? Да. Нашите фризерски салони не можат тоа да го прават. Тоа би можело со фризерските салони, предпоставувам, да се започне затоа што има очигледно потреба од перики. За жал, имаме голем број на онколошки пациенти во земјава и има потреба, не може тоа некако да се помести, да се
Може, доколку се сака, али кај нас значи е пресудно значи тоа дека мора да се наплати. Да, мора да се добие финанси за тоа што ќе ја изработи периката, да добие некако награден финансиски. Не сака никој да го Никој не сака да работи без пари, бесплатно. Сакам да позборувам и за тоа, велите дека го учите занаатот од жена од странство. Тоа го учите претпоставам онлайн. Таа ви покажува онлайн. Баш во момент на короната беше тоа. Да. А како изгледа тој процес? Тоа е тежок процес, претпоставам. Мако трпна работа, да. Една перика значи се состои од два дела, теме и позадина значи ленти. После тоа се спојува на капа и така изгледа една целосна перика. Вака кога ќе ја погледнеме, значи изгледа нели многу лесно, едноставно, али сепак значи се состои, се шие и се плети значи влакно по влакно, рачна изработка 100%, освен значи крајниот дел, значи машинскиот кога се спојуваат лентите. Научив да работам и на машина и се комплет значи. И боја дисувате некогаш? Да, на почетокот да, почнав значи само природна коса да собирам, али значи голем дел од онколошките пациенти нели се фарбаат и се со цел да не се оштетува нели природната коса, почнав да земам значи и фарбана коса, почнав да спојувам значи дел по дел горе-долу да изработувам од природна коса, од различни врсти на природна коса како шатирана доаѓа. Да. Така да тоа е, мако трпен е процесот 21 ден, на почетокот ми беа потребни 30 дена за изработка на една перика, али сега значи горе-долу месечно значи околу 2 перики изработувам до 3, зависи значи како нели имам слободно време покрај обврските од двете други работи, али значи и се правите самостојно со тие 10 прсти, да. значи се правите сама во целиот процес. Колку често ви пристигнуваат нарачки, колку често ве бараат луѓето, на кој начин стигнуваат до вас? Секојдневно имам повици, од 5 до 10 повици имам секој ден. Минимум 5 до 10 повици секојдневно, дали на телефон, дали на месенџер, дали на Viber, сега значи пораките од месенџер да напоменам дека ми се блокирани, тој што сака да ме добие комотно, значи може на Viber, значи телефонско бројче има на интернет јавно објавено мое, така да преку луѓе нели, преку познаници доаѓаат до мене. Така и повторно ќе нагласам, нема да откриваме идентитети на пациенти, но од прилика може да ни кажете која возраст ве контактираат, за која возраст на пациенти се работи? Од 6 години па се до 79 ми е најстарата пациентка. За да го правите ова сте поминали низ психолошки процес, затоа што сте биле свесни дека нема да ви биде лесно да се соочувате со луѓето кои што се болни и кому што треба да му предизвикате среќа во целата таа мака. На кој начин се подготвувавте за ова и какви се тие средби? Може ли да ни раскажете што предизвикуваат кај вас? Првично кога почнав не ни бев свесна со каква работа, значи со луѓе, значи онколошките луѓе, значи се луѓе кои што прекрасни луѓе пред се, значи, но сепак таа болест која што ја поминуваат им дава, значи, нели паѓаат малце пониско, паѓаат некои во депресија. Јас првично не бев подготвена, не ни знаев со што ќе си имам работа, не ни бев спремна. Да. На некој си начин. Од ден на ден, од пациент на пациент, кога почнав значи, секојдневно да се среќавам со тие пациенти, почнав да учам. Самата себе си дадов значи, во главата дека не треба јас да паднам пред нив, значи јас треба таа да бидам што ќе ги води, јас сум таа која што им дава нели сила, мотив за напред и полека значи јас го достигнав тоа ниво. На почетокот првите 2 средби ми беа многу тешки. И јас не сум човек на пример што плаче, али тоа ми беа првите значи 2 средби на кои што плачев. Дефинитивно, значи, некој кога ќе ви каже со каква болест се бори, значи, цели потечени, значи, коса дека паѓа, дека дома децата не сакаат да ги гледаат, многу е тешко. Верувајте дека е многу тешко, тие моменти не можам ни да ги доловам, едноставно, значи, гаѓаат те маваат директно во глава на психичка база, али од ден на ден, значи, самата си даваш сила и мотив за понатака. Да, претпоставувам тие први средби биле за тие што ги споменавте, инспирацијата и мотивот за да почнете, можеби и затоа уште поголема, но секоја една средба ве прави посилна? Точно, да, дефинитивно да. И забележувате ли дека им помагате и покрај тоа што ги устрекувате физички да изгледаат подобро, забележувате дека им помагате и психички? Да, тие ви се отвараат, се разговараат со вас? Буквално за се. Да, дефинитивно. Со голем број од нив, значи, да не кажам со сите, освен од овие 114 перики, 114 пациенти доделени, само 2 пациентки ми се досега починати. Со другите, значи, дефинитивно сум во постојан контакт. Доаѓаат кај мене, сум била кај нив, така да, значи, плюс едно пријателство
Дефинитивно, значи побогат човек. Само што сакам да кажам, вие и нижите пријателства на овој дефинитивно, начин, покрај тоа што нижите перики правите и создавате нови пријателства, многу писма, дел од писмата ги имате објавено. Да. Какви се писма добивате од овие луѓе? Еве, споделете со нас некоја инспиративна, некоја приказна која што кога ви стигнуваат, тие се писма кои што ви стигнуваат на адреса да, или на адреса, да, дефинитивно на адреса. Секој пациент има контакт од мене, адреса, телефонско бројче, значи што и да треба тука сум, пошто кога ги земам мерките да се надоврзам, значи јас одам лично кај пациентот, а кога е готова периката, јас одам лично, ја доделувам периката, ја ставам на глава јас лично. Не сакам нели по карго, на така навика или по некој друг, значи лично јас да сум таа. Сега моментот, значи од пораките кои што ги добивам, дефинитивно би сакала да ја споделам првата порака која што ја добив, тоа пациентката, првата перика која што ја подарив, ми задзвона, значи телефонот са бајле во 5. Тоа беше шок за мене, првично не знаеш ни што се случува, ни како се случува, кој звони во 5 са бајле, но дефинитивно, значи, поубаво чувство во животот нема, кога некој ќе ти каже, тетка Сашка, јас оздравев. Готово, периката не ми треба, ама не ти ја враќам, ќе си ја врамам за да ме потсеќа на тебе. Дефинитивно, значи, нема цена тоа. Нема цена, се согласувам. Со какви ситуации се соочувате кога ќе побараат од вас да им се изработи перика, дали тие бараат боја, ви кажуваат, тоа е во договор со вас или едноставно велат што имате тоа, затоа што сега дали бараат конкретно, јас бев црна, сакам црна. Сите си бараат, али јас претежно гледам, значи периките да бидат, не може нели 100% да биде иста како природната коса која што е имала, али 90-95% да биде значи иста како нивната коса, која ќе се погледнат во огледало, значи да бидат исти, нели? Да се чувствуваат пријатно во тоа што го носат. Сега на почетокот, значи бев сама таа што ќе фарбаме, ќе угодуваме, но кај нас на дел од луѓето не им се угодува. Дефинитивно зашто оваква плава, требало оваква плава, значи се тоа иде на мој трошок. Тие тоа не го разбираат. Да. И почнав, значи, дефинитивно, каква ти била косата, таква ти била косата, ако има таква боја, да ќе правиме, ако не, значи јас ти ја правам, ти ќе си ја фарбаш. Натака, периката може да се фарба, може да се шиша, значи може да се витка, може све да се прави. Споменавте дека имате доста материјал, значи нема потреба да апелираме до луѓето да донираат коса. Сега сте во однос на материјалот, имате доста материјал за изработка. Од каде најчесто споменавте дека и од надвор ви испраќаат материјал? Од каде најдалечно ви стигнало материјал? Од Австралија, дефинитивно да. Женичката која што учев, нејзина внука ми донираше коса од Австралија, нивни комши исто, значи, донира коса. Како ги испраќаат? По авион? По луѓе што си доаѓаат, по луѓе што си доаѓаат ми имаат стигнато. Од Америка, од Канада, значи ми имаат дојдено, тука околните држави, баш завчера од Босна ми стигна исто донација од коса, од 4 плетенки, од мали девојчиња, близначиња. Така да секојдневно добивам коса. Сега за сега, значи негде до кај 15 септември се трудам, значи да не примам коса поради тоа што имам премногу, а многу мал простор. Ќе биде објавено кога ќе има потреба нели коса, но да апелираме нели за доколку некој сака да се вклучи за да помогне некому, значи за материјали не е никаков проблем, слободно може да ми сконтактира. Ама и за работна рака. Да, предпоставувам дека ви е потребна и таква помош. Физичката помош со оглед на тоа што работите. Секој кој што сака да помогне, значи јас сум тука. Да. Донациите лично до вас ги испраќаат, така ви ги доставуваат лично до вас. Имате одредена, мислам дека има услови како има 20 см. Да, од 25 см да косата врзана во реп или во плетенка и тоа е само услово да биде значи сува од кога ќе се ишиша нели флизерот слободно да ја исуши, завиткана во салфета, хартија, значи тоа е тоа. Едноставно, многу само човек треба да сака. Имам некако забележано дека дечиња многу сакаат да донираат. Да, дефинитивно имаат многу голем мотив, да. И многу се среќни кога ќе донираат и само кога ќе ми стигне, значи јас пошто морам да ги известам нели дека се стигната пратка, така и мене косата донацијата на адреса, а дефинитивно со секој се гледам на камера, стигна. Добро, фала ти многу, не фала ти на тебе. Знаеш колку се среќни и од еден на еден, значи се си прераскажуваат и ме контактираат. Од цела Македонија. Буквално значи од цела Македонија. Значи во тој поглед сме хумани за дефинитивно да. А се случило вие да донирате ваша коса? Да. Си ја донирав косата пред 2 години. Да, пред 2 години имав коса значи долга до овдека, си исишав скроз кратко, си ја донирав сама на себе. Косата, али таа перика замина во Србија. Кај наша македонка, млада мајка, трудна беше тогаш, значи со близначиња. Кај неј се замина таа перика.
4 години Infinity Life КС, честитам за тоа. Фала ви многу. Правите една хуманитарна мисија која што навистина ги поместува стандардите, само уште да ве слушнат тие што треба да ве слушнат, повторно ќе нагласам. Имате ли некаква визија и замисла за воиднина? Што е тоа што посакувате? Како посакувате да се развива ова ваша хуманитарна приказна? Пред се, значи, жива и здрава. Нека ме чува Господ, за да можам, значи, со овие 10 раци да изработам уште минимум за оваа година уште 114 переки. Се надевам со Господ напред. Тоа е мојата голема, значи, тоа е само мојата мисија. Дефинитивно, значи, секојдневно да можам да помогнам на колку што можам повеќе луѓе. Одлично. Сашка, ми беше задоволство што ве запознав лично. Фала ви вам. Ви благодарам што дојдовте специјално за Слободен печат во нашето студио од Кавадарци. Поздрав до Кавадарци и посакувам вашата мисија да допре до сечие срце и се надевам дека ние со овој разговор ќе успееме да помогнеме и вам лично и секако на сите на кои што им е потребна помош. Благодарам за поканата, значи ве чекам во Кавадарци. Само за убаво се гледаме. Секако дека се гледаме, со задоволство прифаќаме поканата да поидеме до Кавадарци, почитувани. Ете, слушнавме уште една инспиративна приказна. Се надевам дека уживавте во овој разговор. Доколку во вас постои парче хуманост, знаете како да се обратите. Доколку сметате дека можете некако да помогнете на Сашка и на овие луѓе на кои што им е потребна коса, знаете кого да побарате. Благодарам за вниманието.